Планирањето на семејството како активност на здравствените служби, дали ги задоволува потребите на населението? Па не би можело да се каже дека ги задоволува потребите на населението. Затоа што во 1980 година во нашата република само 9,4% од сите жени во генетичен период, тоа се жени стари меѓу 15 и 49 години, примиле први совети по планирање на семејство на рецепција. Или вкупно 45.000 жени. Од 2,5% од тие жени користат сигурни средства за контрацепција. Другите добиле само совети. Во истата година се извршени околу 27.000 абортуси. Значи, опфатот е многу низок. Во некои развиени земји во Европа тој опфат е многу висок. Така, например, во Холандија, уште во 1975 година, 28% од жените користија контрацептивни таблетки, не сметајќи ги другите средства за контрацепција. Тоа јасно покажува дека здравствена служба не ги задоволува потребите во тој смисол на населението на Македонија. И што во оваа смисла би требало уште да се преземе за да се подобрат состојбите? Па решавањето на проблемот на планирањето на семејството, прифаќањето него од страна на населението, не може да го реши сама здравствена служба. Тој може да се решава во еден поширок контекст. Тоа оди паралелно со вкупниот општествено-економски и друг развиток на едно подручје. Меѓутоа многу може да направи здравствена служба. Мал е бројот на гинеколозите кои работат во така наречената ванболничка здравствена заштита на населението. Иако вкупниот број на гинеколози во републиката не е мал, околу 170 брои сега, само 54 од нив, значи помалку од третина работат во таа дејност. Иако таа дејност треба да го понесе главниот терет на планирањето семејството бар сега. Така доаѓа, за таа дејност се одвива оптимално, треба еден гинеколог да обскрбува околу 5000 жени во генетичен период. Сега во републиката тие 54 гинеколог доаѓаат као на еден гинеколог 9200 жени. Дупло. Меѓутоа, ако се има обзир дека половината од тие гинеколози се наоѓаат во Скопје, кај состојбата е малку подобра, во внатрешноста тој однос е многу неповолен. Така, например, во Командарска општина на еден таков гинеколог доаѓаат 32.000 жени. Во Гостивар 26.000 жени, а исто гинеколог тој едини работи во болницата. Ние имаме во републиката 8 општини помали со вкупно 32.000 жени во генетичен период, кај што не е вработен ни еден гинеколог. Тука постојат и многу низа ситни проблеми, врска со нешто со абортусите, врска со снабдувањето со контрацептивните лекови и нивната дистрибуција и со некои други помали проблеми кои не се така битни за решавањето на тој проблем. И полесно би можело да се реши. Да. Правиме со оддалечени весела, што се оддалечени од Ливково? Па со оддалечени весела, например, во Гошинце и Лукаре, што се тука во овој терен, ние месечно ги посетуваме со екипата на вакцинации, така што повеќе кај нив обрнуваме внимание да контактираме со нив. И како се оди таму до таму? Таму се оди понекогаш, например, ако има со кола, ќе одиме, мислам, со коња, ако нема. А повеќе ни праќаат джип од центарот, од медицинскиот центар во Куманово, така што полесно ни е да стигнеме до таму. Сама си во оваа работа или со кого уште работиш? Па во оваа работа тука во амбулантава работам уште со две сестри, со две медицински сестри, па со едната сестра секојдневно сме на патронажа, која многу повеќе им помага на луѓето во овој крај што се. Патронажа во смисла на што? Во смисла на здравствена заштита или на превентива, советување, просветување? Па патронажа со здравствено просветување, превентива и се друго понатака. Па во овој крај е намалена смртноста, бидејќи сестрите редовно контактираат со нив и лекарот редовно тука работи и тоа што спие во село, заедно и јас со нив спијам тука и секојдневно сме тука. Макар што е деликатна работа, може ли со бројки да кажеме, да го искажеме тоа колкав е бројот на децата оваа година? На смртноста? Па бројот не е многу голем, иако бидејќи имам многу новородени и таму кај што се раѓаат има и смртност, но тука нема толку, имаме до 6 деца толку. Годишно. А сега еве, например, од 82 само едно дете има умрено од јануари. Па, откако сум јас тука на работа, можеби, не, во една куќа сум имала еднаш проблеми, таа жена изгледа
не знам дали немала контакт многу со медицински лица, па наидував малку на проблем, не сакаше да ми каже дека е бремена и одбиваше да излезе да поразговара со мене. Но понатака јас 2-3 пати отидов и таа прифати да ја прегледувам, мислам да посоветува со мене, да ја помагам јас и увиде дека јас идам за добро, да ја помагам на таа жена за нејзино здравје и така помина тоа. Сега пациентка ваша е? Да, сега е моја пациентка која многу ми е добра пациентка и често доаѓа тука во амбулантава и се лечи. Знаете, значи, цели истории. Па да. За овој терен мислам многу е добро е тоа што има екипа секојдневно и тоа што се спие во амбулантава и секогаш во секое време ние им пружиме помош, а и тие треба да повеќе соработуваат со нас. Па порано тука имало отпор со старите, но сега со текот на времето и со организирање на оваа екипа што идат секојдневно кај нив и тие почнуваат да навикнуваат на овие работи, почесто да идат тука да контактират со нас и тие сега веќе со текот ви на време пречат? не ни пречат. А религијата ви пречи ли малку во задачата што сте си ја зацртале као цела една благородна? Па религијата да кажам дека денешниве млади сега, мислам ова генерација, речи си го отклонуваат тоа. А порано уште има можеби во некои места тука, али мислам дека ќе го откорениме и тоа. И За се треба време. па сигурно со текот на времето и екипата кога е организирана се повеќе постигнуваме успех. Вие сте во години кога се размислува веќе за мажачка. За деца размислувате? Јас размислувам за деца, но размислувам право и јас мислам 2 деца дека се нормални за ова време. За вас? За мене и за други мислам дека би било потребно по 2 деца дека е нормално. Доволни се 3 деца, ни малку, ни многу. Имам 2 машки и 1 женско, научили што да цвите 3. И средно вака си живееме. А за другите колешки ваши, бидејќи тука работат претежно жени, што мислите? Колку се информирани тие за планирање на семејство, за контрацепција? Па добро се информирани тие. Секој има по 1, по 2 деца, 3 најмногу значи. Во Од фабриката 1 до воопшто? 3. Да, воопшто во фабрикава. Повеќе нема 5-6 како порано што имале старите мајки. Повредни биле сигурно. Вашата конкретно мајка колку имала? Мојата мајка имала 5, а свекрвата 9. И јас не можам нив да ги стигнам сигурно, зашто сега сум преоптеретена на работа, одам. Запослена сум 8 сата, тие се сакаат дома мајка работа. Што е ова со денешниве жени? Ни една не сака повеќе од 2 деца. Па, знаете, Мрзливи ли се? Помрзливи од некогашните? не. Денешната жена може да се каже дека е поработна него од минатите жени. Во минатото жената, она сегаш си седи дома, си земе чарапот, си плете, си седи на портата или дома си плете нешто чарапот и си гледа децата. Но денешната жена не е како тогашната жена. Денешната жена, она со своите деца сабале стане рано, бидејќи она работи. Сабале стане рано, можеби у 4 или 5 сатот, зависи од према кога оди на работа. Се зеде децата, ги разбудува рано, треба да ги спрема, да ги облече, да ги нахране ако треба и од тоа ги носи у градинка, потоа она оди на работа. Тие се узорците што они немаат повеќе деца. Нешто не сакат. Еве, например, кај нас у комшилак имаме ние една млада, она има само едно дете. И мојата жена често пати така ја задева: Горице, зашто немаш друго дете? Зашто немате барем уште едно? Не можам, татко Верко, не можам да имам дете, кој ќе ме огледа? Свекрва немам, мајка ми не е тука, далеко е. Кој ќе ме огледа мен дете? Ја одам да се бавам на работа и така ќе сум без работа. А така сум без друго дете. Не е да го неќам, но не можам да го гледам. Кој ќе огледа тоа дете? Жената денес во Скопје има средно 2 деца. Процентот е некаде околу 80. Жените кои имаат повеќе од 2 деца имаат многу помал процент, кој изнесува 15%. Испитуваната група од 286 жени имала вкупно 546 деца, односно средно 1,91 дете на една жена. Во групата на жени со 4 и повеќе деца, само 12 жени имале 4 деца, 6 жени 5 деца,
a samo jedna žena 6 deca, dodeka poголем brojna deca od 6 nemala ni tu jedna žena. Vujnina zaprašani da li bi sakale da rodat ušte deca, 75% od njih odgovorile negativno, dodeka samo 20% se tije koji bi rađali ušte deca Vujnina. A to se ženi koji zasega, odnosno u momentu na ispituvanje to imale samo po jedno dete. Ние правихме сега едно истражување кое ни зборува да жената не чека у 25% да мине една година да не дојде на абортус. Тоа е наш доста голем проблем, знаете. На нас гинеколозите тешко ни пада да мораме здрави жени да оперираме пред се, што се не случува ни во една струка, друга медицинска, а поготово затоа што жената тешко се решава за контрацептивно средство. Она е психолошки така припремена да абортуса не е една мала интервенција која трае неколку минути и не смета дека е тоа нешто опасно. Меѓутоа, за контрацептиви тоа е нешто друго. Тие се уште плашат од употреба на контрацепција. I kako го rešavate ovaj svoj problem, a ne sakana bremenost ženite ispitovanje? Vidite, strogото limitiranje na rađanjata ima za posljedica abortus. Ženite najčesto abortirat. Brojat na ženite koji abortirat je poголем od kolku na onije što rađat. Dr. Ljubomir Antonovski u svojeta doktorska disertacija ima iskažano slijedni brojki. Žena koja ima jedno dete sredno ima 2,4 abortusa. Žena što rodila 2 deca ima 4 abortusa. Žena koja ima 3 deca vek ima 5,1 abortus. Ova jasno govori дека порастот на абортусите е речисиво аритметичка прогресија во однос на тоа колку бременности имала жената. I to se odrazува, se разбира, врз бројот на децата во семејството. Знаете ли вие во вашата околина, меѓу вашите пријатели, некого со повеќе од 2 деца? Речиси никога. Јас барем не знам кој има повеќе од 2 деца, оние луѓе со кои што контактирам. Видите, висока негативна корелација постои помеѓу образовното ниво на жената и бројот на децата во семејството. Односно, колку е жената пообразована, толку бројот на децата е помал во семејството. За планирање на семејство обичниот човек може да размислува или да не размислува, зависно од тоа колку му помагаат во тоа стручните лица. А колку нив ги подготвуваме за тоа толку? Секако, јас би рекол дека ние сме ги информирале само брачните двојки, а поготово жената. Жената знае за контрацептивни средства. Она може да ви ги наброи сите, меѓутоа ретко доаѓа. Што тоа значи? Дека ние не сме обрнале внимание на мотивација на жените и уопште на популацијата. Мотивација во смисла на превенција, а не на хируршко решавање на несакана бременност. Кога зборувате за превенција, колку се изучува, например, ова како област, планирање на семејство во медицинските? Јас би рекол дека превенцијата и планирана едукација или како се то стручно вика планирана комуникација, интензивна или народски речено здравствено просветување. Мало е застапено кај нас плански и во примарната здравствена заштита и во секундарната. А во школството? Во школството уште е многу слабо. И макар да постои голем општествен интерес да се спроведе во сите училишта, на сите нивоа, една едукација за хуманизација на односите меѓу половите, за образование, наиме воспитување во оваа смисла. Али ние можам да кажем дека сме направиле доста напори, дури постојат, колку мене ми е познато, и планови на методски единици кои би се предавале во средните училишта. Моментално колкав е број на часовите по оваа област? Ја не знам дали, не ми е познато да во некоја
edukativna ustanova, srednja škola, gimnazija je kaj nas u Makedoniji sprovedena. A na fakultet? Kolika bi Na projektna fakultetu, časovnica? na našoj medicinski fakultet nije imamo okolo 4 časa za semestar. Teoretska i praktična nastava za humanizacija na odnos na međupolovite, za kontracepcija, za praktična primjena na kontracepcija. Ali sepak smetam da i to ne je dovoljno sasvim. Koji najčesto je informira ženata za kontracepciju? Ko je posrednikov? Te ženata je informirana od medicinsko lice koga dođe za abortus. Može da je informirana od prijateljka koja imala pozitivno iskustvo sa kontraceptivnih sredstva. Preko pečat, radio, televizija, označeno kako sama, rodnina ili maža. To se možnosti te spored koji ženata se javila v ovaj odsek za planiranje na semestru. Mažo Trežici uopšte ne učestvuje u ovo. Interesno je da se odbeleži, deka, pogledajte, mažot reči si ne igra nikakva uloga v planiranju na semestru, odnosno v upotrebata na kontraceptivните sredstva. Znači, po patrijarhalnini se mažite odkoliko što si nije mislime i odkoliko što ti je pretpostavljati. Spored ovije podatoci, to je konstatacija. I kada bi bil izlaz od ovakva ta situacija? Što bi moželo da se prezeme za poadekvatno planiranje na semestru? Može bi bilo dobro da se osnovat centri za planiranje na semestru, v koji centri preko jedan multidisciplinaren period nakadrite, kada što bi bile vključeni osvem zdravstvenite rabotnici i demografite, statističarite, potom pedagozite, psiholozite. Bi работили сите заедно на една интензивна комуникација во директен контакт би биле со населението и би можеле на тој начин позитивно да влијаат врз менувањето на сваќањата на жената дека превенцијата е она што е покорисно отколку прекинувањето на несаканата бременост. Според мое мислење, као прво, треба да се интензивизира научно-истражбачката работа на тоа поле. Треба да се организира една права научно-истражбачка работа, која ќе биде рационална, која ќе биде апликативна, која ќе биде актуелна и да се проблемите сврстат према нивната актуелност. Така да актуелност на проблемите се различни за секој подручје и секој време. Некои, например, сматрат дека сите проблеми ќе бидат разрешени во таа област ако се пронајде некој идеално контрацептивно средство. Други се спротивстават на такво мислење и сматрат дека треба постојано да се вршат интензивни истраживања на популацијата, нејзини карактеристики да се пратат и да се преземат адекватни мерки во токот на истраживањето. Други сматрат дека све лежи во информирањето со населението. Така кај нас искуства покажуваат од некои анкети дека нашето население највише се информира за планирање семејството преку тие така наречени неформални или незванични средства за информирање. Преку пријатели, роднини, блиски, од работно место и така натаму. А многу мала е застапеността на здравствената служба и на средства за јавно информирање. Во некои земји, например, се користи телевизијата како медиум за ширење идеите на планирање семејство. Например, во Франција во последните 2 месеци минатата година е водена една интензивна кампања за планирање семејство на телевизијата во тие најударните термини, која траеше 3 недели, кај што на жените им се објаснуваше што значи планирање семејство, какви се нивните права, како треба да се заштита од несакана бременост, адресите и називите на центрите по големите градови и така натаму. Во Англија, например, се размислува да се контрацептивните средства рекламираат преко економски пропагандни програми на телевизијата, исто како и другите производи кои се неопходни за секојдневниот живот и работа на човекот. Као второ што треба да се направи, тоа е едукација и мотивираност на сите здравствени работници, и оние кои се школуват, и оние кои се вработени, за прифаќање на идеите на планирање семејство и усвојување на единствени ставови бар по тие најфундаменталните прашања од таа област, што сега не е случај. Трето, задачата што произлегуваат од тај медицински аспект на планирање семејство не треба да биде преокупација само на гинеколошка служба, како што е сега углавно. Тие треба да бидат работа на целата здравствена служба, особено на оној нејзин дел кој секојдневно низ својата работа доаѓа во контакт со голем број на жени во гениталниот период.
Тук пред се мисли на здравствените работници од првиот контакт или од првата линија, да ги набрајам, се знаат кои се тие, и здравствени работници кои работат во стационарни установи, кај жените пораѓаат и прекинуваат бременност. Економскиот развој и демографскиот развиток се во многу тесна врска со едно постојано меѓусобно влијание. Порастот на населението и промените во неговите карактеристики се резултат на делување на биолошки, социопсихолошки, економски и медицински и други фактори. Населението е резултат на средината во која живее. Тие фактори делуваат врз него, но и населението во текот на својот развиток повторно делува врз тие фактори. Да речеме, економскиот развој причинува промени во структурата на населението по занимања, во структурата на населението по дејности. Тоа повлекува промена во структурата на населението по квалификации, кој па предизвикува промена во структурата на населението по школска спрема. И сето тоа секако се одразува врз процесот на репродукцијата на населението, врз стапките на наталитетот и морталитетот. Обратно пак, населението е од првостепена важност за стопанскиот развој, бидејќи ги игра двете главни улоги на производител и на потрошувач. Според тоа е база и цел на секој развој. Како производител, населението е детерминирано со бројот на неговото работоспособно население и со карактеристиките на тоа работоспособно население. Како потрошувач пак, населението е во важност, бидејќи неговиот број и неговиот пораст може да представуваат стимулативен, меѓутоа и спречувачки фактор на развојот. Да наведем еден пример. Земји кои имаат пораст на населението од 3%, го дуплираат бројот на своите жители за 25 години. Тоа значи дека кај тие земји треба да се дуплираат фондовите за исхрана, училишните капацитети и сето друго, за да ништо не се оди напред. Секако дека тие земји имаат желба за побрз стопански развој, но треба да имаме исто така предвид дека денес 3/4 од населението живее во земјите во развој, а 1/4 во развиените земји. Меѓутоа, ова 1/4 создава повеќе од 3/4 од општествениот производ, додека 3/4 од населението во светот создаваат помалку од 1/4 од светскиот општествен производ. Па поради тоа што имат низок општествен производ по жител и брз пораст на населението, секако дека се во многу потешка положба за понатамошен развој, отколку развиените земји, и тука е и причината зашто се повеќе се зголемуваат разликите во нивото на економскиот развиток помеѓу развиените земји и земјите во развој. Едно прашање за кое ретко се зборува и не одбегнуваме да зборуваме за тоа. Има ли право општеството да се меша во природниот процес на репродукцијата? Моето мислење е дека општеството треба да се грижи за процесот на репродукцијата на населението и да го насочува тој процес во пожелна насока. Например, ако во една земја наталитетот е сведен на многу ниско ниво, на ниво кој е подмало од нивото на морталитетот, така што природниот прираст станува негативен, а такви земји денес имаме во светот, не треба ли општеството да интервенира за да не доведе до постепено од изумирање на населението?
моето мислење дека секако, секој општество во тој случај ќе интервенира. Исто така, во земјите каде природниот прирас е многу голем, 2,5 до 3%, и каде тој природен прирас е спречувачки, се јавува како спречувачки фактор на развојот, сметам дека општеството треба да интервенира за да го ублажи тој висок природен прирас со цел да овозможи побрз стопански развој, подигање на животниот стандард на населението и поголем добар квалитет воопшто речено на животот. Имено определена разумна интервенција на општеството треба да биде секако резултат на претходно добро проучување на проблематиката и врз таа основа јасно дефинирана популациона политика.